Добро почитувани, ке дадале некој одговор од владата или од ДУИ и СДС што се случува во хирургија наместо да се префрла топката од здравството кон јавното обвинителство. По една недела затворени хируршки сали заради мирис и нефункционален систем за компримиран воздух, ќе отвориме повеќе дилеми и прашања. Дали е ист системот за компримиран воздух што ги снабдува операцијските сали и што ги снабдува кома центарот и Карил на истата клиника? Дали кома центарот и Карил функционираат и дали пациенти се приклучени на истиот систем за воздух, заради кој пак систем се затворени салите за операции на травматологија? Ако системот за компримираниот воздух се користи за пациентите во кома центарот и Карил, зошто не би бил добар за операцијските сали и обратно, ако салите се затворени заради системот за воздух, зошто работи кај пациенти во кома центарот и Карил? Дали причината за затворање на салите на вистина е системот за воздух и климатизацијата, зашто цела недела нема зафат за надминување на проблемот, или се работи за сосема нешто друго? Дали тоа друго може би е појава на бактеријата МРСА? Дали има вонредна контрола за хигиена на одделот траума? Дали брисевите од салите се негативни? Колку е зголемена инфекцијата на оперирани пациенти? Дали има интрахоспитални инфекции кај секој втор пациент на оваа клиника? Зошто истовремено со јавното обвинителство здравството не отпочне со решавање на проблемот? Почитувани, СДС и ДУИ се толку преокупирани со себе и одењето во опозиција, дотолку што најфреквентната клиника ја претворија во руина. Одговорност мора да има и правна и морална. Ви благодарам, дозволете ми да одговорам и на прашања пристигнати до прес-центарот, а се однесуваат на преговорите со партијата ЗНАМ и во однос на позициите за кои што се преговара. Почитувани, се уште нема конечен договор, тоа што можам да го споделам е дека разговорите се одвиваат во позитивен дух. Ви благодарам.